Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Алфа Ординација. Се надевам дека по викендот добро се одморивте, ги наполнивте батериите, подготвени сте за сите предизвици кои што ни ги носи оваа нова работна недела. Денеска во Алфа Ординација започнуваме со една интересна тема, предвремено родени деца, хиперактивност, но и прички во развојот кај децата. Но оваа тема, како што веќе гледате на вашите екрани, зборуваме со доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија, неонатологија од АЧ Бадем Систина. Ќе бидам неискрена ако кажам еден од моите омилени доктори. Добар ден и добре ни дојдовте во координација. Драго ми е што прифативте поканата да бидете гостин. Ви благодарам на поканата и ги поздравувам сите гледачи. Се надевам дека ќе има малку провокативно да може да слушаат и да биде интересно. Така, една малку поинаква тема од досега од кои што сме ги зборувале. Вие сепак и сте во оделот на неонатологија, посебна грижа, исто така водите кон децата. Лично, ако веќе така зборуваме, цел живот работам со таа што велиме линија на животот и смртта, кога станува збор за интензивната нега. Така да прематуритетот е исто една тема која е многу, значи предвремено родените деца се тема која е многу интересна и мислам дека е тема за која треба доста да се зборува. Се вели дека никаде до пред 3 децении предвремено родените дечиња или приматурчињата има многу мали шанси за да преживеат тие, но сега со развојот на технологијата, со добро обучениот стручен кадар кој што го има не само во нашата семја, туку генерално во светски рамки, навистина поголема и огромна е веројатноста за да тие деца преживеат. Како можеме да кажеме дека се работи за недоносено бебе? Постои ли некоја стандардна дефиниција, општа дефиниција за тоа? Кое е недоносено бебе? Стандардно дете недоносено го третираме секое бебе кој е родено под 37 недела на гестација, нели на старост на гестација, да кажеме. Меѓутоа, сепак мора да бидеме искрени дека 37 недела, 36-та, 35-та недела веќе е бебе кое што е предвреме родено, меѓутоа шансите да има некакви проблеми се многу помали во однос на оние гестации кои што се под 32, а особено под 28. Она што е голема борба во медицинската јавност во светот, тоа е кога ние уствари ќе почнеме со третман на едно дете кое е предвреме родено за најниската категорија зборувам, односно најниската гестација. Така да ние зборуваме денеска за, да кажам на некој начин, борба баш заради развојот на технологијата, која е најниската гестацијска старост и тежина со која што би требало да се влезе во обид да остане бебето живо, па зборуваме за 25-та, 24-та, па дури и некои обиди во Соединетите Американски држави за лекување на деца кои што се 23-та недела. Тоа се навистина екстремно мали тежини, екстремно мала гестација, голема незрелост кај едно дете, и затоа е таа борба голема. Меѓутоа, кога споменавте, морам овде да кажам нешто што мислам дека јавноста треба да ја знае и што е многу интересно, дека откако постои човекот на оваа планета, постои предвремено раѓање. Откако постои со милениуми години, некаде сега, во овој момент, во Македонија, степенот на прематуритет, значи на деца кои што се предвреме родени, е некаде околу 7,5-8% од сите раѓања, од 20 скоро 23.000 раѓања колку што имаше во минатата година. Меѓутоа, она што е интересно дека ние имаме деца кои што се раѓале и во минатото, кога ја немало оваа технологија што ја има сега. И нашата често пати борба унутар ова прашање што вие го поставивте околу шансите за преживување, поголемата смртност порано, развојот на технологијата, не е спорно дека со развојот на технологијата, на компјутеризацијата, на новите апарати и новите машини, не е спорно дека преживувањето е поголемо од порано, но морам да ви кажам дека ние, како групација на луѓе, неонатолози и интензивисти, значи кога работиме во тој дел, ние сме ви нешто како, ако смеам така да се изразам, што викаше една колешка Хамилтон, Алисон Хамилтон на еден од конгресите, нешто како религиозна секта. Се сретнуваме и само зборуваме за најмалите тежини, за најголемата техниките на лекување и така натаму. Меѓутоа, зошто е ова интересно прашање? Затоа што вие имате со милениуми години деца кои што се родиле пред време родени, а оставиле голема трага на историјата на човечанството. Например, сакам да ви кажам дека двајцата можеби у топ 5 најбитни луѓе во историјата на науката
А тоа ви е Алберт Анштајн и Исак Њутон се родени како прематурци. Дури за Исак Њутон, кој што е роден на преот од 31 на 32 недела, бабицата, која тогаш раѓањата биле дома, кога отрчала да викне некој доктор да го види детето, она му рекла повеќе е мртов отколку што е жив. Па на крајот Исак Њутон живеел 92 години и ја оставил целата историја на физиката, значи да не било он, ја не знам кога ќе биле откриени тие Њутонови закони. Истото важи и за Алберт Анштајн. Меѓутоа, од друга страна, што е многу интересно, зашто нас не се многу интересни прематурците? Они имаат еден тренд на развој кој што е интересен. Например, имате, сакам повторно да ги споменам некои, например, најпознатата балерина во историјата на човечанството, Ана Павлова, е исто така прематурец. Тука ви е Леонардо да Винчи, например. Значи имаме Кеплер исто така. Тоа се многу познати личности кои оставиле трага во историјата на човечанството, а се родиле во време кога не постоела ваква технологија. Сакам да кажам дека не значи дека ако се роди едно бебе како прематурно, значи предвремено родено, дека ќе умре или дека ќе остави одредени последици. Значи, тоа е многу битно. Неспорно е дека со развојот на технологијата, со развојот на опремата со која што ние работиме, несомнено е дека денеска преживувањето е многу поголемо. Има ли улога килажата на бебето кога ќе се роди? Рековте неспорно е. Да, има, секако има. Дали ќе преживее, но колку тука има влијание килажата? Секако многу големо влијание има, меѓутоа килажата пак е директно врзана со гестацијата на детето. Например, дете на 30-та гестацијска недела и 35-та сепак не е иста. Например, 35-та гестацијска недела може детето да е 2 кила и тогаш нема проблем во неговиот развој. Очекуваме веќе дека и плуќата се развиени и оние клетки кои што ствараат нели можност да плуќата сама дише, да е отворена, да не колабира, да кажам, нели да не ги користам медицинските термини. Значи многу е помала шансата како расте над 32 недела да се јават тие проблеми, а колку е пониска таа гестацијска старост што ја викаме, толку шансите за неразвиеност комплетна на поедини органи, посебно на метаболизмот, се поголеми нормално. Така. Навистина интересно. Сакам да знаеме дали може да искоментираме како изгледа едно прематурче. Ова се однесува во однос на токму на што кажавте, развиените органи. Да, значи видите, не само белите дробови, тука се останатите органчиња. Знаете што е интересно? Што кога ги споменав преска овие познати личности кои што биле во историјата, уште само да не заборавам да ви кажам дека сега ќе го образложам и тоа, кај децата кои што се предвремено родени, многу често се случува да во нивниот развој понатаму еднакво добро користат лева и десна нога да шутнат топка или да користат лева и десна рака да пишуваат. И при јадење. И при јадење, Јас имам предвремено родени бебиња, или моите призначиња, исто така. Значи, она што е карактеристично за предвремено родените деца е дека мозокот, неговиот развој, нели како што се развива целиот мозок, некаде после 34-та, 35-та недела почнува да се диференцира левата и десната хемисфера во однос на тоа дали е генетски предодредено детето да биде левак или дешњак. И контра страната се развива нешто повеќе. Кога ќе се роди пред време, ја нема таа апсолутна диференцијација кај мозокот, например, да кажем. Затоа тие деца може да покажат голема склоност кон пишување и со лева и десна рака. Меѓутоа, што е исто така многу интересно, дека голем број на прематурусите, скоро излезе една студија америчка која што се бавеше со анализа на животот на децата што се предвремено родени и покаже дека добри скоро 70% од децата кои што се предвреме родени, кои имаат добар развој, кои немаат нели пречки во развојот, покажуваат склоност да идат или на математика или на уметност. Впрочем, и овие имиња што ви ги кажав преска, истото го потврдуваат. Единствен човек во историјата кој што е малце одметнат од целата работа е Винстон Черчил, кој што останал политичар, нели? Па не бил математичар или уметник. Затоа ние и често пати се бориме со нашата јавност, чак медицинска јавност, кога ќе каже некој, абе види, тоа е 25-та, 26-та недела, тоа нема ни да преживее или ќе остане со последици. Не, тоа не е точно. Значи, тоа вистина не е точно. Дека постојат поголеми шанси да се јават одредени проблеми, не е спорно. Прво, на ниво на мозокот. Второ, кај децата кои што се колку пониска гестацијска старост, толку е нивниот целокупен развој
се уште недоволен, целиот метаболизам не е добар, значи не да не е добар, него не може да ги не е комплетен целиот и метаболизам и имунитет, они се склони многу полесно кон инфекции. Кожата им е многу понежна и потенка од доносеното новородено, а и онака на доносеното новородено е кожата на бебињата ви е као слузница на нас возрастните. Нашата кожа е многу подебела, подсврста, а она фактички го штити нашето тело, односно бебето, од сите надврешни влијанија, особено од инфекциите. Единствен проблем кој што може да остане кај децата што се предвремено родени е исто една ниво на бубрегот. Бубрезите, например, секој од нас носи информација колку тие гломерули се викаат, кои што ја ствараат урината. Значи, секој човек носи информација колку такви гломерули ќе има во неговите бубрези, меѓутоа тие се развиваат во последните 3, односно 4 недели од животот. Предраѓање, извините. Така. Последните 3-4 недели од бременоста и фактички прематурните новородени се раѓаат скоро секогаш со помал број на гломерули, меѓутоа они понатаму во животот немаат проблеми посебни со бубрезите, затоа што тие што ги имаат ја надокнадуваат функцијата на тие што би фалеле, што би се створиле во последните 4 недели од бременост. Така да, она што е битно, да колку е помала староста таа гестација, колку се децата со помала тежина родени и порано родени, она што мора да се направи како контрола, тоа е функцијата на мозочето, функцијата на срцето, функцијата на очите, нели, ретината, евентуалната потреба од некоја терапија во тој дел и секако функцијата на бубрезите. Впрочем, јас навистина сакам да искористам една прилика, не да ја пофалам болницата од кај што доаѓам, ама да ви потврдам дека сме во моментов, веројатно на Балканот, единствени како институција која сите тие превентивни прегледи ги прави кај сите бебиња во склоп на тие пакети и така натаму како што е во системот на Аџибадем Систина. И затоа фактички ние имаме едно мото дека детето кој ќе излезе од Систина, неовисно дали излага од неонаталната интензивна нега или од неонатолошкиот одел, треба да е комплетно здраво и ние да не се грижиме понатаму заедно со родителите. Да бидете сигурни дека токму такво излегува од кај вас. Ме интересира, бидејќи зборуваме за тоа во која гестацијска недела ќе се породи мајката. Автоматски тука ќе се поврзе со голем број на мајки кои што на никој начин имаат ризична бременост. Некои ја примаат на вакцина за созревање на плодот, но некои не, едноставно не се свесни дека би можеле да се поредат од нигде никаде, да речеме, предвремено, унака случајно. Колку таа инекција може да помогне за развојот на бебето? Во тие часове никогаш се чека на вистина за да почне да действува инекцијата, за да потоа се случи породување. Значи, таа инекција вообичаено се дава таму негде меѓу 26-та и 29-та, 30-та недела, мада може и покасно да се даде. Тоа е фактички на процена на гинекологот према тоа како зрее бебето. Меѓутоа, таа се покажа доста добра и доста ефикасна. За нас, како интензивисти и неонатолози, е многу битно да го потпомогне зреењето на плуќата. Значи, најголемата смртност од кај децата предвремено родени доаѓа од проблемот на неразвиеноста на плуќата. Таа неразвиеност, има една субстанца која се вика сурфактант, која ја имаме сите во белите дробови и која ги држи белите дробови отворени, односно алвеолите, нели малите тие зони каде што се врши размена на гасови. И ако ја нема таа субстанца, они ќе колабираат. Кога ќе колабираат, фактички нема можност за дишење. Инекцијата која што се дава во 27-28 недела, 30-та недела се зависи и од самото зреење на плодот, што најубаво може да го процени гинекологот, помага да тие клетки кои што ја создаваат таа субстанца што се вика сурфактант, зреат побрзо и да побрзо почнат да функционираат. Сега, кога имаме дете кое е родено пред време, се случува да не мора да е детето 28 недела. Недостаток на таков сурфактант може да се јави и кај дете кој е родено 35 недела. Значи не мора да значи дека е почесто е колку е помала гестацијата, али може да се јави и кај дете кој е 35 недела. Суштината на лекувањето на тоа дете е да ние му дадеме сурфактант,
да му внесеме во плуќата сурфактант, да му ги отвориме белите дробови, да може да има размена на гасови и да му помогнеме на детето да неговото тело почне да го создава тој сурфактант. Инаку да ви кажам, откако е он воведен во медицината негде крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години од минатиот век, тоа е нешто чаровен лек, што викаме, нели, вие му го даваме на детето тој препарат. Еден добар изум. За 3-4 секунди од модро добивате розево бебе, мирно, фино, значи стварно е чаровен лек. За жал се уште е релативно скап, меѓутоа е далеку од она што било порано. Иако тука ни е главниот проблем и тука е, затоа е она што велиме умешноста на акушерот да направи проценка кога е идеално време да се извади бебето. Значи, освен оние ситуации кога нема време за чекање и кога мора да се вади, тука сигурно нема дилема, се дава инекцијата за зрење, меѓутоа и се вади бебето без оглед, нели, кога постојат одредени ризици за мајката или за самото дете, ако постојат некои проблеми кои што се врзани со акушерскиот дел. Така. Инаку, штом се роди, во сите центри во светот, во сите интензивни неги во светот, ако е потребно, реанимацијата, значи она што е све потребно да се направи за бебето, се прави уште во салата, родилната сала. Значи, целата реанимација се прави уште првите минути од раѓањето на бебето. Управо заради Кога рековте реанимација, добро? Управо заради тоа, смртноста е многу намалена. Значи, една од причините за намалување на смртноста на тие помали деца што се родени и последиците од евентуалното тешко раѓање или недостаток на кислород или недишење или било што, сега е сведена на многу помало ниво. Така. Рековте реанимација на самото дете, ме интересира некако првата асоциација на предвремено родените деца е дете во инкубатор. Дали сите предвремено родени деца одат во инкубатор? Каков е третманот? Каква е грижата таму кога веќе децата ќе отидат во оделот за интензивна нега? Значи, видите, инкубаторот е една направа, и така да ја кажам, која првпат е измислена и ден денеска идејата е да ја замени матката на мајката. Не постои инкубатор кој може да ја замени. Значи, се уште не постои технолошки производ кој што може да ја замени матката каде што бебето расте. Меѓутоа, инкубаторот ни обезбедува, прво што најважно ни обезбедува, тоа е така наречена термонеутрална средина. Значи, точно држење на температура, за да немаме шокови состојби во телото заради варијации во температурата. И денеска, например, современите инкубатори имаат дупли, да кажам, зидови, тродупли, посебни системи на ладење, надување и така натаму, на грејење и на дување, на вентилација на воздухот внатре. Но, во исто време, втората голема функција на инкубаторот е заштита од инфекции. Значи, малите бебиња многу лесно може да букнат инфекции кај нив. Знаете, најпрелеви делови на телото на човекот се раците. Главниот пренос на инфекциите е преку раците. Ние сме зборувале неколку пати и кај вас кога сум бил гостин за улогата на пробиотиците, да речеме. Меѓутоа, многу е интересно ако ја погледнете структурата на телото на човекот, дека најпрљави делови на телото на човекот се дебелото црево, излезот на дебелото црево, рацете и устата. И ние, фактички, ставајќи го бебето во инкубатор, покрај тоа што ја држи температурата неутрална, оневозможуваме лесна манипулација со детето и не може лесно да се пипа и да се пренесе инфекцијата внатре. За да се избегне тој систем на инфекции, например, во сите модерни оделења за интензивна нега, секое влагање во инкубатор со раце, за било кого важи тоа, дали е сестра или доктор, мора да се измиени рацете убаво. Стерилност на рацете. Да, значи како хирушко миење раце и ракавици. И фактички за да обезбедиме стерилност максимална, за да не се пренесе некоја инфекција. И вие кога да дојдете на пример кај нас на интензивна нега, ќе видите дека имаме на пример сестри кои што се во најголем допир со бебињата, кои што некаде и по 60-70 пати на денот ги мијат рацете за да влезат во инкубатор. Се тоа за да се избегне опасноста од ширење на инфекции. Тој е многу битен елемент, затоа што смртноста и последиците од предвременото раѓање нагло растат ако бебето добие инфекција.
значи нагло растат. Така. И за жал, ако ја видите структурата на тој што го велиме ние неонатален морталитет во Македонија и перинатален, така се вика, нели? За жал е релативно висок во Македонија, имаше и по медиумите информации околу тоа. Најголем број од децата како предвремено родени умираат заради инфекции. За жал. Така. Ќе го вклучиме гледачот кој го имаме Да. на линија. Навистина убаво објаснувате, оставивме простор за да претпоставам не само ја што внимателно ве слушав, туку сигурно и гледачите внимателно ве слушаат, затоа што секоја ваша тема појавување навистина буди голем интерес од страна на гледачите. Телефонските броеви се отворени, може да се вклучите во разговорот кој што денеска го водиме со доктор Сајковски. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. Би сакала да го прашам докторот, се породи во 35-та недела и Така. 2 дена. Бебето се роди 300. Супер. Беше 3 дена на инхалатор, на кислород и после ми го донесо ја кај мене, малце му падна на тежина, од 300 на 2700. Дали има нешто за грижувачки, за хранење или доање го дојам? А Малку ќе колкаво е бебето сега? Кога не пушти ја од болница беше 3780. А колку е старо бебето сега? Бебето старо скоро 2 недели. А, добро. Значи, Окей, видите, не се фантастично. плашите, не би требало да има некои проблеми, затоа што тежината со која што е родено бебето е одлична за 35-та недела. Од друга страна, тоа што е паднато во тежина, значи морам исто тоа да ви го кажам, секој бебе кој ќе се роди, паѓа во тежина. Ние многу лесно толерираме 7 до 10% максимум од родилната тежина, очекуваме дека едно бебе може да падне. Зошто? Едноставно првото мочкање, првото какање, бришењето на по телото на оној верник што го викаме, промената на средината, се тоа узрокува да имаме нормален пад во тежината одма после раѓање. Децата тоа им се случува во првите 2-3 дена и после тоа почнуваат како ќе се стабилизира исхраната, доењето, така почнува полека да расте во тежина. Ова не би требало да е никаков проблем, впрочем и првите 2-3 дена ако детето било на кислород, знаете со кислородот има многу со кислородната терапија има многу разговор, муабет, пишувања по социјални медиуми дека е главна причина за појава на оштетување на видот, на ретината кај децата. Не е спорно дека доскоро и сега можеме да сметаме дека е еден од факторите кој што може да предизвика оштетување на ретината. Меѓутоа, овде морам да го споменам тоа чисто како информација дека не значи дека дете ако примало кислород дека ќе добие ретинопатија што ја викаме. Значи има деца кои што не примале кислород, а овој 21% кислород што го има во воздухот кој што го дишеме, да биде причина за појава на таа ретинопатија. Затоа, впрочем, и се потребни тие контроли. Мислам дека нема никаков проблем со бебенцето што се јави гледачката и 35-та недела 3 кила и 100, тоа е супер, Тоа е добра килажа. тишина, така. Да. И мали се навистина 2 недели. Да, мали се Так. уште, да. Треба контроли. Секако ние инсистираме на тоа, значи целата наша служба педијатриска инсистира на тоа дека бебето кое ќе се роди во моментот кога ќе отиде дома, дека е потребно во тек на првиот месец да се направат најмалце 3 до 4 педијатриски, односно неонатолошки контроли, за да се види како оди целиот раст и исхраната и сите оние проблеми што може да се појават во првиот месец. Тоа, меѓу другото, е и затоа што децата имаат многу нестабилен метаболизам. Знаете, многу е интересен феноменот дека ние возрастните луѓе имаме резерви за шекери кај нас, резерви кои што се трошат за 4 дена. Значи, ако 4 дена не внесете, зборам за возрастен Така, човек, да. 1 грам шекери во телото, после 4 дена се трошат тие резерви и метаболизмот се прекопчува во еден друг механизам на ослободување на енергија, односно користење енергија, каде што се користат така наречени кетотела. Кај децата не, кај бебињата не. Колку се помали, фактички кај нив не постојат резерви. Затоа бебињата јадат на 3 сата. Они фактички кога ќе јадат, кога ќе цицаат, кога ќе ја внесат храната, тоа е резервата фактично. Кога ќе се истроши во 3 сата, кога ќе отиде млекото во цревото, они повторно бараат да цицаат, затоа што не постојат резерви за шекери кај децата. И затоа е многу битен дел од
терапијата на тие предвремено родени деца, посебно колку се помали, битен дел е регулирање на целиот метаболизам и на исхраната. Дури да ви кажам дека деца кои што се под 1 кило, например тежина родилна или актуелно присутна одма после раѓање, најчесто не можат ни да се хранат преку уста. Може да се случи да воопшто го немаат рефлексот за голтање. Значи деца кои што се например 26-та, 27-ма недела, они дури го немаат рефлексот за голтање. Така да нас ни остануваат два пата за исхрана на тие деца. Едниот е со сонда директно во желудничето, а другиот преку вена, давање на протеини, давање на масти, минерали, олигоелементи, венско, кое во медицината го викаме тотална парентерална исхрана. Сега, таа исхрана може би е интересна, една мала дигресија да ви кажам, затоа што веројатно две нивоа на кои што Европа ја победи Америка во медицината збора, се таа тотална парентерална исхрана и исхраната, односно органската храна, која е денеска многу застапена во Европа. Тука Европа доминира и е појака во однос на медицината во Соединетите Американски држави. Тоа има повеќе причини, има различита е регулативата околу тоа, меѓутоа она што ние го гледаме кога се предвремено родените деца, например користењето на тие нутрициенти, така да кажеме, нели, кои што ги внесуваме преку вена, како што се јаглени хидрати, масти, протеини, најголемиот страф наш во медицината беше давањето на мастите. Бидејќи се тоа емулзии мастни, дека може да направат оштетување на метаболизмот на бебето и да го блокираат еден дел од имуниот систем кој што се вика рес систем, така се вика, и може да биде директна причина да детето умре. Тоа беше став што го има американците и негде 68-69 година од минатиот век го прекинаа користењето на тие липиди заради опасноста од па смртноста се зголемува кога немате доволна енергија. Во Европа тогаш излезе една масна стабилна емулзија која се користеше и кај возрастни и кај деца, и тука што викаме едната победа на европската медицина е, да кажеме, заедно со органската храна, веројатно две само нивоа, затоа што навистина медицината во Америка е многу далеку отидена, а кога се овие предвремено родениве деца, има до таму уште еден, може да е интересно да го чујат гледачите, значи до таму е отидена технологијата и развојот на технологијата, што најсовремените апарати за дишење, значи кога ќе се роди бебе кој е 24-25 недела во Соединетите Американски држави, веќе не се става на апарат за вештачко дишење класичен, ние така го викаме, или конвенционален, така го викаме, него бебињата се потопуваат во една емулзија, во една течност, одма кога ќе го извадат од кај мајката, и она фактички не дише. Она се потопува цело во течност. Во него, во течноста има така наречени перфлуорокарбони, и тука се врши размена на гасови. И детето не дише, нема екскурзии на плуќата, а е детето добро. Значи, се имитира целиот систем на присуството на бебето во матка. Меѓутоа, за жал, тој режим на лекување е многу скап. Самата апаратура и технологијата за тоа е екстремно скапа и дури достига вредности од до $100,000 на ден во Соединетите Американски држави. Вистина, таму се цените поголеми за се, ама ова е навистина една нова технологија. Иако тоа можете да го видите, филмската индустрија го искористи во еден филм што се вика Амбис. Значи, тој е филм кој е снимен пред 15 на години како технологија за дишење длабоко под водата, нели, заради притисоците. Али е многу модерен режим на користење на механичка вентилација, така ја викаме. Кога веќе зборувате за исхраната на бебињата, колку млекото на мајката во период додека децата се ќе го споменам инкубаторот, додека се во оделението за интензивна нега, го примаат мечиното млеко. Колку е корисно, колку може. Сега тука исто стравот од бактерии, или процесот на измолзување, оставање на млекото на мајката, поминува низ одредена стерилизација. Како оди целиот тој процес на исхрана на бебињата? Значи, видите, што е тоа е прашање кое е интересно и кое многу често се дискутира во нашите кругови.
и во тие здруженија има низ Европа и низ светот многу здруженија за предвремено родени деца и таму често се дискутира на оваа тема мајка, контакт мајка-дете. Ние се трудиме прво, значи секој момент кога може, кога детето може да цица, да му се даде да цица. Ако не може да цица, контактот, допирот на раката мајка-дете, макар и во инкубатор, многу значи за животот на детето. Значи, има еден феномен кој едноставно медицината некогаш и не може да го, некои работи не можеме да ги објасниме. Меѓутоа, тој исконски контакт кој што се јавува меѓу мајката и детето обезбедува можност за подобро лечење. Мајчиното млеко у старт по дефолт или како сакате кажете го, е млеко кое што мора да се даде. Макар да е минимална количината. Еве бебе кое што е 800 грама, 900 грама и кое дури нема рефлекс за цицење, ние му поставуваме сонда до желудничето и преку неа даваме минимални количини на мајчино млеко, за да може да се одржи ефектот на цревото од една страна, каков таков, оти оно не може да толерира, ако е дете кое не може да толерира доволен внес на млеко, нели количина на млеко за онаа енергија која му е потребна, тогаш покрај ова парентерално давање, значи венско давање на храна, одиме со ова кое американците имаат еден израз, го викаат minimal enteral feeding, значи минимално ентерално хранење. Меѓутоа е многу битно од една страна заради се она што мајчиното млеко носи, а тоа се антиинфективни фактори, имунолошки фактори од мајката која што фактички ги дава на своето чедо, до контактот и едноставно искористливоста на мајчиното млеко. Значи тука не постои дилема дека нема боле млеко од мајчиното млеко. Знаете, на сите медицински факултети во светот, кога ќе почне првиот час по педиатрија, ние сите тоа сме го предавале, првата лекција е мајчино млеко, предности на природна исхрана. А тие се многу. Така да, ние секако го користиме, ја користиме можноста за користење на мајчиното млеко, а зависно од тежината на детето, значи прво од староста, зборам гестацијската старост, од тежината на телесната тежина, од тежината на состојбата, ако има потреба, има специјални додатоци на мајчино млеко, кои што ги викаме засилувачи, фортифаери, така се викаат, и ги додаваме, тоа е една прашкаста хранителна субстанца као вештачко како адаптирано млеко, да, нали? нешто слично. Меѓутоа богато, доста богато енергетски збогатено, Така. со средноланчени масни киселини, со протеини, така да можеме на детето да му дадеме мала количина на млеко, а енергетски појак. Така. Оти видите во целата таа ситуација, ако сакате и некоја бројка да ви кажам, например, бебињата кои ќе се родат, потребите за храна се 120 калории по 1 килограм телесна тежина. Тоа вака не изгледа многу, ако е детето 1 кило, само 120 калории, ќе речете ништо. Ама ние внесуваме 15 до 20 калории возрастните. 25 максимум. Рударите 35-40. Децата имаат енергетска потреба 5-6 пати поголема од нас возрастните. А при тоа продуцираат и топлина, и ја користат таа енергија, за да, ќе речете бизарно, нели, лежи Така, бебето, едно мало бибенце, ништо така. не прави, нели, кака мочка, да речеме, мрда со рачиња, плаче, а троши 6 пати повеќе енергија од нас. Ако ние не му ја обезбедиме таа енергија, енергетски внес, џабе можеме да имаме најмодерни лекови, да имаме најмодерна апаратура, едноставно ќе го изгубиме затоа што немаме метаболичка подршка. Многу битен дел е, интегрален дел од целото лекување. Храната. Навистина интересно човек да вас слуша, многу фала. корисни совети кажавте во досега барам во емисијата, знам дека има уште многу прашања, уште многу теми кои што ќе ги споменеме во текот на разговорот. Колку временски период престојува детето во одел за интензивна нега? Какви се испитувања се вршат, се прават, вие споменавте дел од испитувањата. Со какви испитувања ги отпуштате децата? Тоа значи проверка на главата, на очите или проверка на видот, на слухот и слично. Она што го искоментиравте, најголемиот страф на родителите е токму здравствената состојба на детето од која ќе се испушти од болница, Да. особено проблемот со очињата. Токму Да. поради она што го искоментиравме, кислородот и неговото влијание Да, врз... проблемот со очињата е нешто што се влече
последниве години и кај нас, нели, па и се пишува доста и по медиуми за тоа. Иако јас морам отворено да кажам дека ако сме добро организирани, тоа не би требало така да биде. Така. Ние во Систина, а мислам дека би требало и сегде така да биде, ние правиме скрининзи на слух, скрининг на очите, правиме скрининг на срцето и срцевата функција, на бубрезите и на мозокот кај децата. Имаме екипа која што се тоа го покрива, значи со своја субспецијалност. Тоа ни е многу битно, затоа што прво ни е битно, да речеме, ако стартаме од горе, од мозокот, дека е се во ред со мозокот и како и што можеме да очекуваме во тек на развојот кај тоа едно дете. Дали ќе имаме проблеми или нема да имаме. Оти ако имаме, на пример зборам, некое големо крварење во мозочето или ако имаме голем така наречен инфаркт на мозокот, ние можеме да очекуваме проблеми, знаеме дека ќе имаме проблеми кои што се развијат. Но ако нема ништо такво, само го следиме понатаму преку ехото на мозочето, го следиме развојот на мозокот. Ретината, значи окото, значи мора да се направи кај секој бебе под 32 недела што е родено. Значи тоа е очен преглед кој што го прават квалификувани очни лекари кои што се за тоа школувани, да кажам, нели? И они дури треба да се повторуваат тие прегледи на одреден интервал, ако има било какво сомнение дека може да се развијат тие крвни садови и да ја направат таа ретинопатија. Најпознат човек во историјата, што вака го знаеме, а кој што има таква ретинопатија, е Стиви Вондер. За жал и во Македонија имаше дечиња кои што останаа слепи, а можеа да се заштитат порано. Значи, нас ни треба само добро организирана служба, неонатолошка и офталмолошка, значи очни и неонатолози, за да на време се открие. И таму, кога ќе се открие на време, интервенциите даваат одлични резултати. Слухот исто така, значи слухот е нешто што исто така лесно, мислам, постојат техники за детектирање, нели, дали слуша детето или не. И она што ние барем во Систина го надополнуваме, тоа е функцијата на бубрегот и функцијата на срцето. Знаете, има многу често случаи да дојде бебе се роди со мала или било каква срцева мана, а у суштина да не може да се открие со слушалки, не се слушаат шумови. Так. Или може да се случи, особено кај деца кои што се пред време родени, оние комуникации меѓу левата и десната страна на срцето кои нормално постојат за време бременоста, да не се затворат. Ако не се затворат после раѓање, тоа ни ја комплицира терапијата на тоа дете и побрзо излекување и пуштање дома. Така да има повеќе работи што се прават и ја морам да кажам дека сум горд на тоа што фактички со сите тие технологии на испитувања што сега ги правиме, резултатите се одлични. Одлично, така. Да го вклучиме гледачот кој го имаме на линија во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден, повелете. За доктор Саковска на прашање, значи им родител сум на дете 7-годишно. Така. Времено родено, значи 27 недела негде, со ретинопатија и дури има намалено малку слух со ова. И гледам, значи, со некој на почетокот е утврдена некоја дијагноза дека е хиперактивно уште како бебе. Сега, до сега немаме дано никаква терапија. Сега е второ одделение. У школа гледам седи мирно, а некогаш дома нон-стоп прави проблеми, трча, плаче. Дали е прашањето на докторот, дали треба некој сега само имам витаминска терапија на птица омега такви. Дали треба нешто друго да применам, да користам, значи некоја за да сега не можам да дефинирам, значи она е некоја многу немирна, значи али дијагнозата е пак некоја хиперактивна. Да, ова е... Благодарам многу. Не стасавме до оној дел со хиперактивно, затоа што се уште сме во неонатолошкиот дел. Што ќе му одговориме? Можда можеме ова да го поврземе со ова. Значи, не значи дека едно бебе, ако се роди пред време, дека ќе биде, да кажеме, хиперактивно дете. Тоа воопшто не значи. Значи, не мора да значи дека ако е бебето родено 26-та, 27-та или 30-та недела, значи може да и 40-та недела, па да имаме така наречен синдром на хиперактивно дете.
Меѓутоа, она што веројатно сакам да го отвориме, а може би е добро што го постави гледачот ова прашање, кога ќе се каже синдром на хиперактивно дете, АДХД синдром, да кажеме. Денеска некако сите почнуваме, особено јас го гледам тоа во социјалните медиуми, и нормално загрижени родители, тоа е нормална реакција, сите некако се врзуваме и со страв почнуваме да зборуваме за една состојба која што се вика аутизам или аутизам-лайк синдром, значи слично на аутизам. Така. Морам да ви кажам дека последниве, да речам 10-15 години, прво, одеднаш кај нас се појави голем број на деца, значи расте бројот на деца кои што имаат аутизам како диагноза, расте бројот на деца кои што имаат хиперактивност, АДХД синдром, нели и така натаму. Или деца кои што имаат пречки во развојот, а не се диагностицирани како аутизам. Да, има и така, да. Има една вистина голема дека сега, последно време, значи доста состојби се ставени во таа категорија на деца. И сега затоа тоа е една од причините зошто зошто се појавува се поголем број на деца. Порано некој ќе речеше детето, значи изборам се пред 40 години, ние ќе речеа детето е немирно, а не дете хиперактивно или дека има АДХД, значи детето е палаво. Така се викаше. Она што за ово прашање што го постави гледачот, значи апсолутно 7 годишно дете, значи ако имаме нормален развој, психолошки развој, ако имаме нормален моторен развој, тоа значи дека немаме последица класична, она најопасната последица што ја велиме, нели, церебрална парализа, која што е една од најтешките компликации кои што може да се јави од раните последица на крварење или некој инфаркт на мозок. Меѓутоа, поведението на детето веќе не значи дека ако е прематурно родено, дека тоа дете ќе биде хиперактивно. Не, далеку од тоа. Има еден куп деца кои што се родени како доносени, па се хиперактивни. Ова што спомена гледачот, дали нешто да даде, ја ве молам, немојте ништо да давате, ве молам, значи втор пат, немојте ништо да давате без консултација со професионалец кој што се бави, значи педијатар и психијатар, логопед, психолог, нели? Дефектолог, значи целата таа екипа која што фактички ќе процени дали треба нешто да се даде на едно дете или не. Значи, и ќе процени какви следувања првенствено треба да се направат со самото дете. Апсолутно. Значи, ако да речеме бас не ви пречи, еве сега му се обраќам на гледачот, ние во Систина имаме центар кој што се бави баш со таа проблематика. Имаме колешки кои што работат баш тоа. Ние, сите деца што се родени прематурни, како некоја форма на ризично раѓање, да кажам, се обидуваме да ги следиме во тој центар за развојно советувалиште во Систина, баш за деца со вакви проблеми. Ова е, мислам, битно прашање затоа што еден голем број од луѓето лутаат и не знаат што да направат. Во тоа лутање налетуваат на давај ова, давај она, значи посебно немојте ве молам ништо што се вика хемија или лекови да се дадат без добра консултација. Така. Да го вклучиме гледачот кој го имаме на линија во продолжение. Добар ден. Добар ден. Повелете во програмата. Поздрав до вас во студиото. Се јавувам, имам предвремено родено дете, кое сега има 11 месеци. Така. Нема некоја диагноза. Имавме проблеми со рачињата, му се тресеа рачињата. Правевме ехо на мозоце, немаше нормални беа резултатите, се беше во ред. Така. И сега нема толку често, ама некогаш од време на време пак му се тресат. Дали треба нешто да поновиме некој преглед? Така, прашањето ви што треба да превземете во тој поглед. Да. И со тежина, и сега е баш има 11 месеци, а има 8 кила само. Па тоа не треба да ве загрижува. Мојата кирка има 2,5 години, има 9 кила. Едва е 10 со облека. Да, добро, овде има две прашања, да кажем. Едното е дали да се направи некоја контрола. Јас би советувал да. Так. Значи,
знаете како, да речеме, еве, баш конкретно, не заради мајката, односно детенце, што се јави за детенцето, него став е дека откако ќе се роди едно бебе, без оглед дали е предвремено родено или е доносено дете, во првата година од животот, мора да има 12 педијатриски прегледи. Значи, збориме крај на први, крај на втори, крај на трети месец до 12 месеци. 3 параметри мора да се следат суштински за растот. Тоа е тежина, висина и обем на глава. Ми го одговоривте следното прашање, одлично. Тоа мора да се прави. Во оваква ситуација, како што вели мајката дека се тресело детето со рачињата, во такви прегледи педијатарот ќе процени дали треба или не да се направи уште некој испитување. Така. Да речеме, дали треба да се направи консултација со психолог, односно така наречено и дефектолог, така наречено тестирање да видиме дали детето ги достига развојот на мозокот ги достига, да речеме, децата кои што се родени со нормална тежина. Значи, да не се плашат родителите да дојдат на контрола. Тоа се рутински прегледи, тоа се рутински... Значи, едноставно треба да го видиме детето, како да кажам. И особено за луѓе кои што се едуцирани во тој дел да ги следат тие дечиња, тоа е нешто што е многу битно. Најдалеку во тој дел имаат отидено Швајцарија. Во Швајцарија, кој ќе се роди едно бебе, кое што е предвремено родено, тоа бебе, понатаму до 21 година, значи системски ви кажувам, као систем, до 21 година го следи лекарот кој што бил интензивец, кој што го водел како неонатолог, психолог, дефектолог и педијатар за развојно следење. Значи секој, ама дури јас сум имал прилика да видам, вика детево ми е добро во 18 години, што да го носам сега педијатри да го гледаат? Не. Значи и тој што учествувал во лекување од нулта ден и до 21 година мора да го гледаат. Таму е границата померена, не е 14, односно 18 години, кога се во прашање педијатриски случаи. Одлично. Така да, тоа е вака чисто една интересна информација. Така. Тука ги направиме една куса пауза, следуваат рекламите, а по рекламите се враќаме и продолжуваме понатаму. Следната тема која што ќе опатиме во издание на Алфа-Ординација ќе биде токму хиперактивноста на децата. Реклами. Се враќаме повторно во студиото на Алфа-Ординација. Имаме интересна тема. Денеска коментираме за предвремено родените деца, децата кои што се хиперактивни и оние кои што имаат пречки во развојот. Како едно потсетување за вас кои што можеби се вклучувате во овој момент на програмата на ТВ Алфа, новата тема зборуваме со доктор Александар Сајковски кој гледаме на екраните, кој што е специјалист по педијатрија, неонатологија, доаѓа од Аџи Бадем Систина, веќе добро познатото место од каде што доаѓа овој доктор. До сега кажавме многу работи за предвремено родените деца. Она што ми остана да заокружиме таа тема е тоа дека најголемиот страф на родителите, особено или на родителите со предвремено родените деца, е кога нивните деца ќе бидат, ќе ги стасат своите врсници во растот и во развојот. И дали воопшто треба да се очекува нешто такво? Да, апсолутно. Значи, они ќе ги достигнат сигурно. Прашање е кога. Меѓутоа, ова прашање со кое се сретнуваме секој ден. И секој ден имаме објаснување со родителите кое е по принцип многу битно. Неовисно дали едно бебе е родено 34-та недела, на пример зборам сега, или 39-та недела, тоа бебе носи генетски потенцијал и информација за неговиот раст до навршени 18 години. Родителите може да пренесат генетска информација на детето. Никој од нас не знае на вистина колку тоа дете ќе порасне. Значи, има некои обиди, нели, да се мерат коскена маса, обем на колено, нели, колкови, нели, лабораторија и така натаму, меѓутоа многу често на крај тоа се промашува. Значи, детето прво носи генетска информација. Тоа мора да го имаме предвид. Второ, ако е родено пред време, очекуваме дека искористувањето на храната може да е нешто послабо во првите месеци кај бебето, меѓутоа како оно расте, во еден момент ќе ги достигне своите врсници родени 39-та, 40-та недела. Деца кои што се меѓу 32 и 37 недела, обично уште во првата година ги достигаат дечињата кои што се доносени родени. Децата кои што се под 32 недела, особено под 28, нешто покасно ќе ги достигнат. И тогаш се сретнува онаа ситуација, вика, бе, моево дете е малецко и е слабичко,
А у суштина ова е и одговор на гледачката што преска се јави, што кажа дека Со килограмите. детето е 8 килограми и 11 месеци. Видите, ако едно бебе се роди со 3 кила тежина, грубо зборам сега вака за полесна калкулација, на 12 месеци треба да има да ја триплира тежината, значи треба да има 9 килограми. Значи тоа е тежината која што вака за груба ориентација и калкулација ја кажуваме и висина од 75 сантими. Ние имаме деца кои што многу брзо напредуваат во висина, а не се толку шират во тежина. И наша интенција е, размислувајќи за после 30 години, да немаме деца кои што се во првата година дебелки деца. Да немаме деца кои што се она што викаме обезни деца, обезитас, нели? Него да имаме деца кои што онака, затоа и се мерењата овие тежина, висина, обем на глава битни во тек на развојот на првата година, да обезбедиме пропорционален раст онаков каков што треба, затоа што па други студии покажале дека ако имате дете кое е дебелко уште во првата година од животот, после тоа ќе биде во тек на животот сигурно дебелко. Може би во пубертетот ќе ослаби, а после пак ќе се здебели. Значи, тој обезитас со кој ние, значи, размислуваме за тоа дете после 30 години, зошто да имаме девојче или мачко дете да биде дебело, од тоа што ние како родители сме задоволни дека имаме дете 9 кила на 4 месеци. Значи нема потреба. Така, да сватам. Затоа и знаете, во првата година од животот децата не растат преку хормонот за раст, растат преку сосема друг хормон кој што го контролира шеќерот. Така да колку поише му давате да јаде, тоа поише ќе се пумпа, нели? Така, Ама не е поентата да добиеме дебело дете. Затоа и тоа е на некој начин и одговор на гледачкава што беше, мислам дека 8 кила. Дека не треба да се грижи апсолутно, да. воопшто дека Апсолутно да не се грижи, да. И дека у суштина развојот на децата имаат одредени закономерности и тие треба да се следат. Да не се пребрзува со некои работи кои што се внесуваат, особено во исхраната, ама и да не се касни. така. Да го вклучиме следниот гледач во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелата. Поздрав до вас во студиото. Поздрав. Имам едно прашање. Значи, малечката мене сега моментално ми е 2,5 години. Добра. Таа е родена, значи, со фактор ризик, со вакуум. Имаше, се сеќавам, асфиксија, па лежеше 2 недели на кислород. Потоа одесме, значи, правевме секакви прегледи на мозоче, мислам, се е во ред, добро проводи, зборва, се функционира како што треба. Меѓутоа, сега не знам дали е како проблем. Малата, значи, таа не е затворен тип, таа се дружи, така, значи, да комуницира со дечиња, меѓутоа, како многу да се плаши од детето. Значи, и е страх да земи играчка од некое дете, секе дај, значи, ќе се тргни настрана само да не некое дете, да не му се приближи нешто, да не му речи или да свика. Дома, значи, ако свикаме, ако се караме или неја да ја искарам, веднаш плаче, многу се плаши од викање, од некое дете ако плаче, кому се развика, мислам, во игра, не да нешто намерно, тоа значи веднаш почнува да плаче, ме бара не, значи многу е затворене. Сега прашање ми е, дали е тоа поврзано со претходно што го имало, или е едноставно, значи така, или треба некаде да ја однесам во градинка, значи не оди, ми е страв да ја пуштам ради, значи да не направам некој стрес или некоја травма, нешто додатно. Така. Ова е Ви благодарам исто многу што интересно, се вклучивте, благодарам. да. Значи ова не би требало да е врзано директно со прематуритетот. Одма да дефинираме една работа. Дека бебето кој ќе се роди, неовисно дали е предвреме родено или е доносено, велиме се раѓа како табула раза, која што, нали, празна табла која понатаму се испишува. Ја ве молам, родителите, таткото и мајката, се тие две особи кои што директно учествуваат во формирање на карактерот на детето во првите 5 години. Значи, како ќе се постават родителите и каков ќе биде теркот на работа со детето, тоа е фактички формирање на карактер во првите 5 години. Тоа е многу битен елемент. После петата година, тема, особено темата на емоционална интелигенција. Емоционална, првите значи, години. ова ќе ви го кажат психолозите, Така, психијатрите, мислам сите овие луѓе што се бават со развојната патологија кај децата. Над петата година карактерот е веќе формиран, но еден елемент кој што е многу битен. Јас многу често слушам, еве и гледачката и вие рековте дека вие не го пуштате вашето дете во градинка заради страв, нели, како ќе биде реакција со околните деца. Видите, вие морате еден ден вашето дете да го пуштите на улица.
тоа пуштање на улица, тоа е фактички градинка, да се пушта со деца, да се запознае со околината. Значи, природно е да децата негде втора, трета година имаат страф. Значи, кај нив, дури ќе видите дека некаде околу четврта, пета година ќе ви го постават прашањето за смртта. Како што во втора, трета година, некаде втората година најчесто, има еден добар период у развојот кој што знае да трае и година дена, кој ние го викаме Барон Минхаузен период на развој, каде што децата лажат. Значи, вие ќе ги пуштите у градинка, ќе го земете, и видите што правеше таму, ме тепаше учителката, а нема врска со тоа. Или некое дете. Да. Значи, или прашањето типот на нели јас сум умен или умна. Да, тоа се. Значи, вие, детето, сакале ние или не, ние живееме под некакви норми. Значи, нели, во општеството секогаш постои некакви норми на живење, на однесување. Така, да. Мораме и детето да почнеме да го учиме на некакви норми. Кога ќе се роди, кога ќе почнеме со дохрана, тамо 5, 4, 5, 6 месец, кога ќе почнеме со дохрана, ние тогаш детето го учиме дека ручекот е попладне, па му даваме солени кашички попладне, па после кога ќе дое време меснати кашички попладне. Значи, ние од мали ги учиме. Затоа јас лично сум поборник на тоа да децата одат во градинка. Значи, градинката дава еден елемент на социјалност, дава еден елемент на комуникација. Детето ќе види таму и поголемо и помало дете, ќе види, а ева, сакате искрено ви кажам, и попаметно и поглупо. Така доаѓа зборот, нели, не е поагресивно, посмирено дете. Значи, Исто така детето се мора да случува почне да се снаоѓа во животот. Сигурно дека тука треба поддршка од учителките, нормално, особено кај деца кои што се нешто поплашливи. Али не значи дека ако е детето прематурно, дека ќе биде плашливо. Тоа сигурно не. Дури често се случува да деца што се предвремено родени се нешто послаби после втора, трета година, некој од нив, па тие се баш оние дживџани што викаат хиперактивни, трчаат и едноставно немаат време за јадење. Они едноставно го запознаваат светот и околината повеќе со трчање. И тука исто има еден елемент битен. Вие имате деца, например, кои што проодуваат негде 11-12 месец, некој 14 месец, ама тука е некаде. Меѓутоа, тие 2-3 месеца разлика е многу значајно за наредниот период. Така да имате некој дете кој е проодело на 14 месеци, например, онака самостојно, така, да. Тоа нема време да се... Значи, има изгубено 2-3 месеци од, да го кажам, периодот нормално додека, проодување, така у наводници го кажувам, и она едноставно нема време да, значи, го запознава светот цело време и може да биде хиперактивно. Ние да го крстиме хиперактивно, а да немаме права диагноза дека е навистина хиперактивен. Кога сменуваат има хиперактивни и кога истражува во поглед на тимата, најдовме еден податок дека машките деца се по-хиперактивни од женските деца и тоа во никој сооднос 3:1. Зошто е тоа така? Не знам, ако знаете добро во рите, но конкретно прашањето во поглед на тоа е како да се препознае хиперактивноста кај децата, особено во помладата возраст. Особено пред да ги пуштаме во училиште. Да, тоа може да се препознае релативно рано. И дали тука тоа треба педијатарот да ги препознае или? Да, значи првиот матичниот педијатар треба да го препознае моментот, па да го прати на контролар во еден центар за развојно следење, нели, каде што ќе се направи целокупна проценка и онда ќе му се даде на родителот совет како тоа дете и што треба да прави. Тоа треба да е многу пред одење во школа. Но она што го рековте за хиперактивноста кај машките деца, да. Да, има една таква интересна статистика на која што најдов и тоа. Да, тоа е точно. 3:1 во поглед на женските деца, тоа е што точно. ми беше Меѓутоа чудно. морам да ви кажам нешто, ќе ја поврземе сега таа поголема, почеста фреквенција на хиперактивност кај машки деца во однос на девојчиња, ќе ја поврземе со предвременото раѓање. Знаете, има во биологијата на човекот има нешто што е чудно, што ние го гледаме и што ние го знаеме, а никогаш и не можеме да го објасниме. Значи, деца кои што се родени пред време, преживувањето е многу поголемо кај женски деца отколку кај машки деца. Иако не постои хормонална активност во оној класичен смисол, зборам естроген и тестостерон, да речам, као што е во би имале пубертет, влијание некако во тој период. Факт е дека од најмала возраст жените се посилни, женскиот пол е посилен во преживување од машкиот пол. Значи, зборам уште од раѓање. Не е дека не се случуваат крајно лоши исходи и кај девојчиња прематурчиња, меѓутоа
поголем е степенот на преживување на деца предвремено родени женски. Машки деца кои што се предвремено родени, почесто понатаму може да имаат проблеми. Од најбанални проблеми, да ги крстам така, од типот на кила, ингвинална нели хернија и така натаму, до други одредени проблеми, па се до појава на хиперактивноста која што не мораме да ја врзуваме со предвремено роденото дете. Или како велат дека машките се почувствителни, емоционално се некако Не, во нашите кругови владее мислење дека Да не ги наречам жената никаде. е сепак појак пол, без оглед што ние мажите се тупаме у гради дека сме посилни, меѓутоа факт е дека има еден феномен кој што можеме да го објаснуваме биолошки, за опстојување на врстата треба да преживеат жените. Јас прочитав еден многу интересен во контекст на еден податок, кој станува збор за хиперактивноста, се вели дека според процентите кои што покажуваат, хиперактивноста кај машките деца е во оној период, особено во кој ќе почнат во училиште некада после 7-та година, па никада до 15-тата, а никада после 15-тата хиперактивноста кај девојчињата било многу поизразена, Тогаш е многу да, поголема. тоа сакав и ја да кажам. Значи, децата, машките деца имаат феномен на хиперактивност некаде 2, 3, 4 година. Тогаш мора да се препознае тоа, апсолутно. И мора да се направи проценка дали тоа дете е вистински хиперактивно или кој ќе треба да тргне во школа или уште во градинка, да не се става детето да седи многу долго да прави некоја активност затоа што не може да едноставно не може да ја постигне. Знаете, во права смисла на зборот, кога збориме за синдром на хиперактивност или синдром АДХД и X такви сега да не ги набројуваме, во права смисла на зборот, вие не смеете едно дете да го пуштите во школа и да го држите 45 минути да седи на столче. Значи, часот треба да трае 15 до 20 минути, потоа да иде пауза, па повторно 15 до 20 минути. Меѓутоа, за жал, во нашата средина, односно во нашиот простор, тоа не е така. И тогаш доаѓаме до момент да учителите, да речеме во школа, се жалат на родителите дека детето не му е мирно, а оно едноставно не може биолошки да издржи да седи Толка 45 временски период минути. да седи мирно. Видите, тоа е сосема нормален феномен. Тоа порано го викавме синдром на немирни деца, сега го викаме синдром на хиперактивни деца. Но ќе се вратам повторно на она што го праша гледачот. Ве молам, немојте да давате никакви лекови додека не сте сигурни дали е или не е некој проблем. Зошто ова го кажувам? Користам прилика да ви кажам дека имав прилика да видам едно дете за кое учителите рекоа дека детето е многу чудно, дека е, ајде да кажам така, асоцијално, значи не баш многу комуницира со другите деца, дека почнувате диктат да му диктирате, он пишува, во еден момент ќе застане па продолжува од натаму, во друго место, ќе го извадат на табла да решава математика задача, он ја гледа задачата и го кажува одговорот, не сака, го мрзи да, нели, пишува. И детето сега го прогласуваме ние како дете кое што не е хиперактивно, меѓутоа има одредена, ај сега така ќе ја крстам, нели да не влагам во терминологијата на колегите кои што се бават со психологија и дефектологија, малку асоцијален тип на однесување што по принцип ги вознемирува родителите. Кога се договоривме да го тестираме детево, одговорот беше многу интересен. Тоа дете има коефициент на интелигенција од 167. Значи, правиме муабет за хиперинтелигентно дете, Так. на кое едноставно тие задачи математички не му се интересни, пошто он ги гледа и го знае одговорот. Тука сега треба да е одговор на нашето општество, односно нашиот систем, зборам, општествен систем, кој што ќе помогне тие деца да се развијат секој у свој сектор кој што може. Вие ќе го пуштите детето, значи меѓу хиперактивните деца може да има дете кое што е со висок коефициент на интелигенција, он едноставно не може да седи, он ги има одговорите и знае. Значи чита, брзо го чита текстот, успева фотографски да го меморира, од друга страна математика знае брзо да решава и нема интерес да седи. А ние на крај го казнуваме тоа дете. Да. Имаше исто така интересни коментари во тој поглед околу хиперактивноста на децата, дека поникогаш е поврзани со интелигенцијата на самите деца. Тука може навистина многу да се дебатира. Овде сугерирам, така една блага сугестија да кажеме, нели? Управо во онаа првата година од животот, кога велиме дека детето треба еднаш месечно да оди на контрола кај педијатар. Добро трениран педијатар, добро
едуциран педијатар, еве да кажам така, човек што си ја сака својата професија, може уште рано, 8, 9, 10 месец на возраст на детето, да предчувствува, да осети или да види, како сакате дефинирајте го, дека тоа дете има некаков проблем. Кога ќе кажеме проблем, мислам на АДХД, мислам на аутизам, значи, прочем, целата борба на диагностика на аутизмот се сведува што порано. Значи, не да се диагностицира на 3 години, 4 години, не да се диагностицира на 15 месеци, него на 9, 10, максимум 11 месеци. Дека, значи, пазите, нема да го употребам терминот аутизам повторно, бидејќи ја не работам директно со таа проблематика, меѓутоа да го дефинираме дека детето има некаков проблем. И онда кога ќе се направат популарно се каже на пречки во развојот. пречки во развојот. Така. Да го вклучиме следниот гледач, кој го имаме на линија, почека малку повеќе, ќе му се извиниме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Сакаме да го прашаме докторот. Јас имам пред време родено бебе, 32 недела. Така. Беше 38 дена во инкубатор. Ги правевме сите испитувања, до сега се е добро. Сакам да прашам дали треба понатаму контроли да се вршат. Колку е старо детенцето? Детето е 7,5 месеци. О, добро. Да. До сега контролите што му беа правени добри, но имам и друго прво дете, 4 години, што и тоа е пред време род. Добро. Меѓутоа, тоа е, сакам да прашам дали има нешто врска со хиперактивноста, бидејќи одбива да оди на градинка, а инаку е многу така комуникативен, сака да се дружи, а во градинка не ќе никако да оди. Значи, како што споменавте, рече дека дечињата го оттепале, го задевале, а мислам дека тоа нема врска, дека никако одбива да оди. И сакам да прашам дали и од кога треба да се почне со исхрана за 8-месечното дете за мој доктор. Само на млеко е до сега? Не, почнав со некои кашички, но не знам дали од нив има некој проблем со мешето, така. Одбива сега да повеќе сака да му даваш да се храни, отколку што го пие млекото. Го пие, ама не е како што беше. И сега не знам, 2-3 дена некако како има грчиви во стомачето и не знам дали е до храната од кашичките или дали е рано или треба покасно. Значи, Така, ви благодарам многу, ќе се надополнам по прашањето на гледачката, токму за исхраната на децата и влијанието на исхраната на децата. Да, значи мој совет прво за ова прашање е прво подхитно, не е ништо хитно, нели, така. Ама чисто овака технички сакам да кажам да за малово дете, за бебето, се отиде на консултација кај педијатар да се види тачно кој е режимот на исхрана, да се види која е количината на храна, односно млеко, која што детето ја внесува. Значи, тоа се наши таблици по кои што ние правиме калкулација и да видиме се она што јаде детето во 24 часа, колку ги задоволува потребите и колку ќе треба за развој. Меѓутоа, веќе 7-8 месечно бебе треба да има добар квантум на дохрана, односно на кашички кои што треба да се вклучат. Ова со стомачето може да е причината од повеќе причини. Значи, може да е од дохраната, но може да е и од млекото. Значи, има повеќе причини кои што може да му прават проблеми на детенцето. Меѓутоа, на нешто што би сакал да инсистирам сега да ви го кажам, а воопшто да не иде, нели да не се свати дека е некоја мода или нешто во тој смисол. Клучниот проблем кога зборуваме за децата кои што се, еве ги споменавме, хиперактивни или одредени пречки, да речем, во развојот, или чак ако сакате кажете и најригорозната состојба од аутизмот. Значи, мојата молба е да во моментот кога ќе се почне дохраната, со воведување на сокчиња и кашички, се воведе храна која што е органска храна за децата. Ама сега тоа е модерен термин, па ние викаме organic food. Пред 100 и нешто години во Македонија храната и не се одгледувала на друг начин, освен класично органски, мислам, нели? Така, да. Меѓутоа, за жал, денеска имате состојба во која што имаме огромно користење на пестициди, на органофосфати, на хербициди, емулгатори, стабилизатори и не знам што све не.
Едноставно, кога ќе почне дохраната кај детето, кога ќе почнеме кашички да му даваме, ја често се сретнувам со тоа прашање и разговор, вика мајката, јас сакам да му спремам дома. Да, окей. Нели, убаво е да се спреми дома. Меѓутоа, ја ве молам, спремите го тоа, купите морков кој што не е прскан. Да. Купите јаболко кое што не е прскано. Значи, во Македонија, за жал, таква е ситуацијата, не е различна многу од добар дел од Европа. Македонија и Обединетото кралство, мислам на Англија, имаат, например, јаболките се прскаат 16 пати. Едино што кај нас е помал бројот на пестициди, таму користат 32 пестициди за тие 16 различити прскања. Пестицидите ги велиме денеска, значи некој ако ме слуша кој што работи со пестициди, знам дека нема да се сложи со мене, меѓутоа е тема која можда и у дебатна емисија да се отвори. Еден од луѓето кој што се бави со продажба на пестициди, мене ми кажа, нашите луѓе не се едуцирани да прават вистинско прскање, па кога треба да се продаде производот. Океј, викам, нека е тоа така, меѓутоа јас имам, не јас, медицината, има директни докази дека, например, 2016 година во Европа, директно од влијание на пестициди, органофосфати и хербициди, има 215.000 луѓе имаат умрено, вклучително и деца. Од директно токсично влијание на пестициди. Затоа денеска се зборува за се поголемата употреба на органска храна. Да. Или тоа е враќање во минатото, се, ајде, да, ако смеам така или да се изразам. Или многу семејства кои што дома веќе одгледуваат да, има многу култури. семејства кои што одгледуваат. Да. Меѓутоа, ние зборуваме, видите, ја морам да ја поврзам. Значи, ние знам дека ќе ми поставите прашање сега и за хиперактивност и за аутизам. Поврзани се с храната. Врзани се со исхраната. Так. Значи, јас морам да ви дадам индиректен одговор. Главното прашање за кое што се дискутира, особено по социјалните медиуми, се вакцините. Употребата на вакцините и појава на некои такви заболувања. Точно така го имав подготвено. Значи, видите, многу пати сме го зборале тоа на нашите пациенти. Значи, во вакцините, во ММР нема жива, нема алуминиум. Меѓутоа, ајде да видиме... Зошто тогаш спорна? Зошто веќе... Дури има некои случаи на суд кои што победеле токму со ММР-от. Да, значи ММР-от е вакцина која што се прави на подлога на јајце. Нели, вирусите така се размножуваат, па се намалува нивната активност, да не ве замарам сега со технологијата на тоа производство. Меѓутоа, се уште не постои, како да кажам, еклатантен пример, дека во моментот кога е дадена ММР вакцината е директно причината појава на аутизам. Јас би сакал многу, значи, на оваа тема да се отвори малце повеќе дискусија. Од кој аспект? Впрочем, вакциналните програми во светот не се идентични. Значи, во Соединетите Американски држави, во сама Европа, во сите земји во Европа не се идентични вакциналните програми како ни во Јапан. А бројот на деца кои што денеска се диагностицираат како аутизам рапидно расте и во Јапан, и во Македонија, и во Америка. Тоа е несомнено. Значи, вистина е дека во тој кош сега се влезени повеќе клинички состојби, но реално е поголем бројот. Македонија, после Втората светска војна, малтини не знаеше што е аутистично дете. Значи, тоа одеше 1 на 10.000. А сега имаме состојба која што се симења под 100. Так. Значи, 1 на 100 новородени деца. Ја ве молам, што е тоа, што, значи, ова сакам да ви отворам, може би, тема за разговор, тема за дискусија. Значи, немојте да ги рушиме главните столбови на медицината, за да на некого му направиме добро. Две работи ги спајаат и Јапан, и Америка, и Македонија. Македонија, кога кажам, зборам на Европа. Тоа е мобилната телефонија и тоа е исхраната. Користењето на пестицидите. Впрочем, сега ви кажам, минатата година во Европска унија се потрошени повеќе од 200.000 тони пестициди. Првите 10 најтоксични субстанции за телото на човекот и за децата се пестицидите. А ние ги користиме масовно, само за да се поевтини производството на храна. Впрочем, нека ми каже кој сака постар гледач, нека се јави. Значи, дали во Македонија во 50-тите или 60-тите години од минатиот век имало патлиџан во јанари или февруари? Така да, немало. сега имаме во секој. Значи, што сакам да ви кажам?
видите, морам ова, значи ја емотивно зборам затоа што ги сакам децата. А некогаш не се слагам со некои работи, зашто ова го зборам? Трите столба на медицината. Значи зборам главните откритија, има И на многу. човештвото можеме. Може би на Да. човештво. Вие откритие на антибиотикот, Така е. кој прв пат е употребен 1941 пеницилинот, а откриен 1928 од Флеминг, сосема случајно. Вакцинацијата, односно имунизацијата и намалување на бројот на голем број на заразни болести и анестезијата со која им е дадена одрешена рака на хирурзите да можат да оперираат тешки заболувања. Сите три се на удар на голема дискусија во јавноста. Значи, јас не викам дека не треба да се дискутира, немајте погрешно да ме разберете, да, баш разбирам. напротив, ја мислам дека треба да има диалог околу сето тоа. Меѓутоа, користам прилика пак, многу често ја користам една реченица на Максим Горки, кој што има кажано, мислам дека сум ја кажал и кај вас и ќе ја повторам и сигурно повеќе пати ќе ја повторам. Ја ги молам нашите родители убаво да го прочитаат изборот на информации. Убаво да прочитаат и да донесат одлука за нешто кому ќе се доверат. Знаете, ја не се разбирам во право, ако ми треба адвокат, ја барам правник, не барам Шнајдер. Така да. Максим Горки има кажано, внимавајте кога читате книги за медицина. Може да умрете од печатна грешка. Така е. Он тоа го кажал кога го немаше интернетот. Значи, ја не викам да не читаат родителите, далеку од тоа. Мене ми се многу подраги и попријатни Сега кога сме ќе во ера дојдат. кога информацијата е достапна на секој Меѓутоа има значи, и информација и дезинформација. Така, навистина е така. Да го вклучиме следниот гледач по продолжение. Простата што почекавте малку, но сигурна сум дека со внимание го слушавте ова што го кажуваше досега доктор Сајковски. Добар ден. Добар ден, се јавува гледачка од Белес. Повелете. Поздрав до вас во студиото и до докторот. Сега вака, јас сум мајка на предвреме родено бебенце во 30-та гестацична недела. Така. Направени се, моментално бебенцето е 7,5 месеци, направени се сите испитувања, 3 невролошки испитувања имаме направено, се е во ред до сега. Меѓутоа, при вежби што се дадени од развојно, детето многу ги стега ножињата и рачињата. На моменти ги испушта, се ослободува, ама некогаш многу ги стега и не дава никако вежби. Кои може да бидат последиците за тоа? Тоа може да е врзано, ако сте имале 3 невролошки прегледи, значи неврологот треба да запише, односно, нели, наодот што го пишува, дали има, да кажеме така, ние го викаме тој спазам на мускулатурата. Ако детето има спазам, ја затега раката или ногата, нели, позатегната е, и тогаш треба да се прават тие вежби за да попушти тој спазам. Значи, тоа треба да се направи физикална терапија обавезно, меѓутоа по принцип треба да се види дали тој невролошки наод подразбира дека детето навистина во тој дел нема спастицитет, така го викаме, или има. Ако има, треба да се оди со физикална терапија, секако. Така. Во продолжение сакам да искоментираме, бидејќи ни споменавме модерни родители, родители кои што премногу читаат, премногу зафатени родители кои што имаат помалку време за своите деца. Дали можеби невниманието кое што го пружаат родителите на децата, немањето време да им се посветиме на децата, придонесува за хиперактивност кај децата или некој бунт природен што се јавува кај нив? Некако бунт против родителите или Апсолутно. против околината? Апсолутно така е. Значи, неколку грешки кои што како родители можеме да ги направиме, тоа е прво да го купиме мирот со тоа што им купуваме на децата играчки нерационално. Или им купуваме таблет или телефони или не знам што. Тоа е моето следно прашање. Тоа е дефинитивно една од грешките. Втора грешка која што често ја правиме како родители, генерално зборам како родители, е немање на време за своите деца. Децата се битија кои што се во принцип уплашени. Децата се тешко се одвојуваат од своите родители, затоа и многу често се случува тешко да се адаптираат во градинки, затоа што тоа го доживуваат како тргање од тато и од мама. Меѓутоа, од друга страна, децата се битија кои што учат. Значи, со децата треба многу да се зборува. Треба човек да е многу стрплив и да посвети многу внимание на своето дете. За жал,
економската состојба и состојбата во општеството генерално, значи не е тоа само во Македонија, него генерално е таква да и мајката и таткото се пуштени на работа, нели, борба за екзистенција и се помалце време имаат за своите деца. Многу е убаво ако може детето, значи еве ја ги советувам родителите на пример еден мал тест да направат, дали ќе одат во било која продавница за играчки, не е битно да кажеме. Влезите во една продавница за играчки и како некоја награда на своите дете, ако било, нели, во целиот тој разговор, кажете му дека ќе му купите играчка, ама само една, не 5. А вие ако сакате имајте пари и цела продавница купите, ама само една. Оставете го детето нека избере. Али во изборот разговарајте со него. Во изборот на играчката ќе видите што има карактерно кај него. Не купуваат само машките деца пиштоли за играње, далеку од тоа, има и пуно девојчиња што купуваат. Значи, сакам да ви кажам дека користите, јас ги советувам сите родители, користите го секој минут со своето бебе, а да не кажам дете, да зборувате. Не постои болја школа и болја едукација од многу зборење. Тепање никако. Тоа е најказливо. Иако кашале дека ќутакот од рајот искочил. Добро, ама тоа е некако сурово. Се шегувам така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, сакав да поставам прашање за широкиот повеј за децава. Сега некои педиатри, значи ортопеди препорачуваат дека треба да има, некои велат дека не треба да има. Дали е тоа некој си тренд или на запад како што има да речеме? Да. Ова е тема која што често се сретнуваме со колегите ортопеди. Мислам, видите, морам да ви кажам дека самото ставање на памперсот е некоја форма на широк повеј. Самиот еден памперс е некоја форма на широк повеј. Меѓутоа, ние сега советуваме за да се избегнат потенцијални ризици и грешки, ортопедска контрола на 6 недели. Значи, ехо на кукчиња на 6 недели. Ако е таму се во ред со кукчињата, тогаш само еден памперс и ништо друго и нема потреба. Се разбира, нормално детето треба да прима D-витамин, нели превенција на рахитис, тоа D-витамин треба да прима. Инаку сега има значи тренд, да кажам, не е некој посебен тренд, ама самиот памперс кој ќе го видите, да речам, нели кога се става, може варијанта до 6 недели, например така наречен дупли памперс, значи вториот од озгора да се залепи од позади и кога ќе се направи контролата, ако е се во ред, нема потреба ништо друго, само еден памперс. Така. По поглед на модерните родители... Извините што ве прекинувам, никако заврзување децата со рацете. Треба да се пуштени рацете, да се слободни. Нели онако фишек што вика. Навечер така дечињата? Не, нема потреба. Или како велат, како знаеме дека мој најубаво на детето, кога речињата му се горе. Тоа е здраво бебе. Така. Во поглед на модерната технологија, се повеќе родители немаат време да им посветат на своите деци, кога се думи им даваат таблети и телефони, за да ги замолчат да завршат работа, дали тоа ќе биде да направат ручек или слично. Тогаш најлесна опција е мобилниот на детето или таблетот на детето. За жал, поголем е трендот, ќе наречам тренд, кај деца кои што подоцна започнуваат со говорот или деца кои што на некој начин има скратена комуникацијата. Дали може би оваа нова технологија, ова нова модерно време, употребата на таблети навратија многу години наназад кога не постоеше комуникација, ниту писмо, ниту... Да, ние денеска се сретнуваме со ова намески направи ваква паралела. Да, баш ќе ви кажам и за мобилните телефони. Значи, ние денеска живееме со модерна технолошка ера, во која што е знатно намален бројот на деца кои што играат во двор. Тоа е факт. Меѓутоа, ако веќе збориме за таа модерна технологија, ја ве молам не им ги давајте мобилните телефони на децата, а не посебно да гледаат цртани филмови или да си играат со нив. Мобилната телефонија, сепак, инженерите ќе ви кажат, само они болje знаат од мене, има големо зрачење, а ако сакате да видите, чисто ако ви интересира, пошто има многу родители кои што читаат, погледнете како изгледа снимање на мозочна, значи магнетна резонанца која се вика трактографија, таа и на YouTube може да ја најдете, на дете кое што лежи во каналот кај што се снима, нема мобилен телефон и кога ќе му приближите уклучен мобилен телефон. Значи тоа чак и може да го видат родителите, го има на YouTube каналот.
Меѓутоа, лично ние секогаш ги советуваме меѓу две зла изберите го помалото. Ако веќе сакате да користите модерна технологија, подобро е да користите таблет, отколку да користите мобилен телефон. Зрачењето на мобилниот телефон е поголемо, отколку што е таблетот Wi-Fi мрежата, да кажем. Така. Интересно, да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Така да сите работи ги знаме, имам еден чип на мобилен, така да на дете не давам, стално викам дете без мобилен треба да е. Вие сте една од ретките, можам да кажам, повелете. Добар ден. Јас мислев дека нам не се обраќате, вие сте се комуницирале со... Со колега Вајдер со ми се јави. Така. Јас сум постара, немам баба, не сум баба уште. Меѓутоа го слушам докторот, се уклучи случајно и да ви кажам, воодушевена сум од него, да се сите доктори такви, свака им част. Фала ви многу. Така. Фала ви многу. Многу ми е драго, навистина. Значи, пошто не сте баба, а ќе бидете баба, ние исто ги советуваме, морам да ви кажам и тоа. Значи, правилен психолошки развој на дете подразбира дека тато и мама се тие кои што дигаат рачна кочница, значи не му дозволуваат на детето се. Значи не треба да го купат мирот дома со тоа што све му купуваат на детето, со пари не се купува љубов. Тоа да знаете. Меѓутоа, детето мора да има вентил. Вентилот се вика баба и дедо. Значи, кај баба и дедо е се дозволено. Баба и дедо не се институции кои што ги расипуваат децата. Ова мора да го знаат и да го чујат младите родители. Но, младите родители не се тие кои што дозволуваат се. Они го воспитуваат своето дете. Во тоа воспитување треба навистина многу зборење, навистина многу комуникација, многу објаснување за сите теми за кои што ќе се отворат. Впрочем, јас јавно ќе употребам име на еден пациент. Сите го знаете, јас знам дека го знаете, Цако, детето со Даунов синдром. Значи, тоа е дете кој што е веќе возрасен, води емисија своја, на која што благодарение на комуникацијата со своите родители, со својата фамилија и целата околина, добивме дете кое што е супер развиено и кое е супер интелигентно и денес како имаме и на радио. Одлично. Добар ден и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до почитуваниот гостин. Како прво сакам да се заблагодарам на неговиот татко, бидејќи бил мој лекар, значи буквално не лечел мене, а на почетокот и моите дечица. Сега се јавувам во улога на баба на близначки родени пред 3 месеци. Пред време се родени, значи една недела мораше царски да се изврши, со тоа што помалото дете, значи тоа што беше родено 1800, сега има затворен капак на око. Ни рекоа да побараме на неонатолог, невролог. Меѓутоа лично не знаеме каде тоа, отидовме на невролози и велат дека треба да се чека мозокот да се развие и што понатаму. Се плашиме ради видот, бидејќи половина од зеницата е покриена. Дали може совет како да се однесуваме, каде да се обратиме, затоа што и наочно бевме, не враќаат се педијатар, неврологот чекајте до 9 месец, меѓутоа станува збор веќе за видот. Значи, дали ќе се намали, да не дојде до тоа, благодарам многу. Да, благодараме вам што значи се само јавите. да не забораваме, овде има 2-3 точки. Значи може да се случи да имаме близначка бременост често да заврши пред време. Се случува. Меѓутоа може да се случи да едното близначе е поголемо од другото. Значи и тоа се случува, некогаш се исти. Меѓутоа овој проблем со очниот капак може да е една состојба која што така да ја кажам, да ме разбере гледачката, значи дека е ослабена инервацијата на очниот капак, да не може да се движи и да е спуштен самиот. Ако сакате, ние во Систина имаме баш таков профил, да кажеме, значи и неонатолог и невролог, значи тачно може да се направи заедничка една консултација, тоа е, да кажем, 15 минути, пола саат разговор, така да се изразам.
Ако сакате дојдите кај нас, не е проблем, значи ќе направиме, ајде да кажам така, план и програм за да знаеме што да правиме понатаму. Инаку мислам дека има дечиња, сакав тоа да кажам, мислам дека тоа ќе помине, меѓутоа треба да видиме точно кој е ефектот. Може би кај некои деца, сега да не зборам пред рука, кај некои деца треба да се измери потенцијалот на мускулите. Тоа се вика ЕМГ тестирање, ама тоа нели зависи од случај до случај, па да евентуално да не треба да се провери. Индивидуално. Така. Добар ден за следниот гледач кој ќе го вклучиме, има време за уште двајца гледачи, овој уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Почит кон докторот и поздрав до водителката. Поздрав и до вас, повелете. Хвала. Имам прашање. Појќе сакам докторот да ми објасни. Например, имам внуче од 2,5 години. Така. Многу е паметна. Многу е и на време се и заоде и почна да зборви и све. Јас го гледам. Јас го растам. Мајката и таткото се интелектуалци, се на работа, еден во 4 идат, другиот во 5 идат. Ко беше малечко, бебе, јас сакав, зашто две други имам од ќерка ми изгледано, многу убаво до 2 години ги користеа цуцлите и после ги фрлаа. Самите. Се, и на ова јас покушав да му давам, тие не сакаја, вака било така. Се, то почна прстето си го стават во уста. Јас извади му го ставија дудата, излезија смрдни, тие изваја дудата, стави го прстето, праја моите интелектуалци двајца. И сега прстето и ден денеска без прстето, дури нон-стоп прстињата во уста. Тоа е проблем. Му кажувам приказки, не му кажувам за црвен капи, за пепелашки, за јариња, не му кажувам тие работи. Убај приказки, све си зборвиме. Верувајте, све што ќе кажам, све, тие се чудат, вели денеска, што го научи вака дете. Видиш, јас го научив, ама треба и ви. И за мобилниот телефон најпоќе се нервиш. За тоа не да се подсмешкате. Да, па јас... Многу се нервирам да ви кажам како работи со мобилниот телефон, како го гледат, со него заспива, со него станува. Јас го тргам, јас го кријам, бабичко те молам, кажете ми како да постапам, не со малечкото, со децава. Прво да ви кажам, значи, се насмеав за мобилниот телефон, затоа што преска го споменавме тоа. Јас не сум многу присталица на мали деца, посебно не во фаза на развој на мозокот, да се користи мобилна телефонија, зрачењето баш толку изразено околу него. Да речеме, ако веќе толку треба да се даде некаква играчка таква која што е електронски девајс, како би рекле, боле да е некој пад неголи мобилен телефон. Меѓутоа, ова што го споменавте во врска со цуцлата и со прстето. Значи, една од полошите навики е цуцење на прст, палец особено. Тоа може да ја деформира вилицата и тоа може да биде многу незгодно понатаму за говор, за јадење и за многу други работи. Значи, тоа ќе мора некако да се делува побрзо. Знаете, ниеден педијатар нема да ви даде совет да му давате цуцла на бебето. Меѓутоа, меѓу две зла, така, да ги крстам на некој начин, нели, боле е цуцла него прст во уста цуцење, пошто се деформира, може да се деформира горната вилица. Така да треба подхитно да се види, да се направи муабет за да се таа навика тргне. Така. Да го вклучиме и следниот гледач, во едно последен за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете. На телефон Надежда од Почани. Повелете. Прво што сакам да кажам за лекарот, прекрасен доктор. Сите емисии од Алфа Ординација ги следам апсолутно и подобро објаснување. И неверојатно нешто. Не сум имала допир со него, али слушајќи го се одушевив. Јас сум баба, мајка на 3 деца и баба на 3 вклучиња. Само ми слушајте, доктор. Вие сте златен доктор. Фала ви. Не памет. Бог ве дарувал со најубавото нешто што може да постои. Знаење. Знаењето е навистина, како што викат, сила и моќ. Јас имам близнаци, 2 пати по 2.
родено. Сега сум возрастна жена на 65 години, меѓутоа да кажам една приказна, може би и на другите ќе им послуже, тоа са 77 и 79 родени децата. Зборам за моите деца. Одлично. Близнаци, женски, 2 по 20 месеца, 2 машки. Сега се на возраст од 37 и 39 години. Сите се факултетски образовани, паметни, со вакцините кои што постоја у времето на нивното раѓање. Примани са сите вакцини и децата растеа у хармонична средина, убава, имам сопруг со кој до сега сме заедно. Иначе, ако е тоа битно, сме интелектуалци и како што се виде по мене, сум професионална, мана ми е на мене да зборам. Зборила сум со децата, не сум имала никакви проблеми, не да зборам, сум ги доела до 9 месеци, само да ја кажам тежината на раѓање. Првите 2 женски по 3,500 едното, другото 3,600, а машките 4,500 и 4,600. Браво. 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 Кога ги донесовме дома, значи беа како пораснани деца. Браво. Прекрасни, здрави, прави. Едното од женските е психолог, другото е правник, како мене и како татко му, а едното од машките е у Шведска доктор невролог со субспецијалност на длабока мозочна стимулација и така натаму. Иде даје. А другиот близнак е директор на катастар у Кочен. У Кочен и мало ме се знаат, сите и ќе ме знаат. Рада Висева. Браво за ова. Нема со деца никаков проблем ако се заложиш и ако апсолутно е да си го посветиш животот. Тоа е дел од тебе и докторе, за вас немам зборови со кои можам да кажам, значи стварно ги следам сите ординации, овакви искажувања, детални и корисни за денешните родители треба. Плюсите исто јас ги чувам. Прво оделение машки, 2 пака близнаци. Одлично. Значи, оде на генски. Ви благодарам на убавите зборови, али навистина мислам тоа што го споменавме и преска. Значи, повторно, знаете, ќе најдете некој на улица, ќе го видите некој возрастен човек кој што е така бахат, незгоден се и ќе рече оставите го, он ги нема првите 3-4 години воспитанието. Тоа е уствари она што треба родителите во првите години од животот да ги предадат на своето дете. Ама тоа мора да е со многу зборење и со многу трпение. За жал, времето стана такво да луѓето веќе немаат трпение и ние почнуваме љубовта на децата да ја купуваме со све друго, само не со збор. Така. А токму да сакав да парам некој гледач како го спојава што се јави за крај, навистина даде многу убав шлак на целата преубава емисија и така. Секогаш кога сте гости на Алфа Ординација, секогаш имаме убави теми, убави разговори, убави препораки кои што ги даваме до гледачите. Така беше и во денешното издание на Алфа Ординација. Ми беше убаво прво јас како домаќин, како водител во емисијата и како родител пред себе слушав навистина доста внимателно. Знам дека и сите родители и баби и дедовци многу корисна емисија слушавме денеска и дека ќе ги советуваат своите помлади или пак родителите ќе се придржуваат до оние препораки, убави препораки кои што ги дадовте денеска во Алфа Ординација. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам и вам за гостувањето, ви благодарам и вам, драги гледачи, што денеска не следевте. Останете во добро здравје, тоа секогаш ви го посакувам. Секако и останете понатаму со програмата на ТВ Алфа. Се следиме и односно се гледаме утре во истите термини во новото издание на Алфа Ординација. Довидување до тогаш.